Во студиото го пречекуваме нашиот прв гостин утрово, Стојан Мишев, проектен координатор при Сдруженијето за емансипација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ, а нашата денешна тема на разговор е секако нивната последна анализа, економската димензија на семејното насилство. Добро ни дојдовте, добро утро, добро ни дојдовте и утро ви благодарам за поканата. Да почнеме вовед накратко. Како ЕСЕ како организација, која е вашата работа на полето на семејното насилство? Обезбедувате директна подршка за жените што претрпеле семејно насилство, тука е правната помош, психолошкото, советување и така натаму. Вашиот придонес, институционални одговори, што се правите, накратко да го почнеме разговорот? Значи, Сдруженијето ЕСЕ повеќе од 30 години работи на подобрување на состојбата на жените во нашата држава. Посебен фокус во нашата работа е ставен на обезбедување на директна подршка за жените што претрпеле семејно насилство, но и подобрување и давање придонес во градењето и во подобрувањето на институционалниот одговор кон овој сериозен општествен проблем. Од тука нашиот пристап на ова поле е двостран. Како што и самите рековте, од 2002 година работиме на обезбедување на директна правна помош и поддршка, но и психолошко советување. Правната помош подразбира правни совети и подготовка на писмени поднесоци во типот на тужби, одговори на тужби, жалби, барања, приговори. Застапување судско комплетно со адвокатско застапување на суд и надоместување на сите трошоци за помал број на жени на годишно ниво. Во постапките за заштита од семејно насилство, значи во постапката за изрекување на привремени мерки за заштита, подршка во кривичната постапка за сторени кривични дела како резултат на насилството, но и во решавањето на секојдневните правни проблеми со кои се соочуваат жените кои се последица на семејното насилство, како што се разводот на бракот, старателството, издршката за децата, надоместна штета, поделба на имот. Паралелно работиме, реков дека даваме придонес во градењето на постоечкиот систем за заштита, од аспект да редовно учествуваме формално во работните групи кои работат на подготовката на законите, политики и стратегии од оваа област и даваме наш придонес во унапредување на правната рамка. Но исто така доста блиско соработуваме со практичарите од надлежните институции од типот на полицијата, центри за социјална работа, основните граѓански и кривични судови, здравствените установи во насока на зајакнување на нивните капацитети да одговорат кон семејното насилство. Кога зборуваме за директната комуникација која што имаме со жените што претрпеле семејно насилство, покрај тоа што обезбедуваме поддршка, во суштина ги јакнеме нивните капацитети да се застапуваат во постапките пред надлежните судови и институции. Редовно ги консултираме за специфичните потреби во пристапот до правда, вклучително и нивните економски потреби. Во таа прилика сакам да напоменам на почеток дека за жал економската димензија или економските последици од семејното насилство се запоставени во досегашниот пристап, затоа што за жените е подеднакво значајно да бидат прво ефективно заштитени од повторување на насилството, меѓутоа и да добијат соодветната поддршка во смисла да бидат финансиски независни за да можат самостојно да продолжат непречено со животот и да обезбедат соодветни животни услови за нивните деца по разводот или разделбата. Последните, да. Да, тука сме всушност за да на некој начин ги споделите резултатите од анализата и што е она што во пракса всушност се случува. Па токму затоа следното прашање е во однос на тоа каква е економската димензија на семејното насилство и какви се економските последици и финансиската состојба на жените што претрпеле семејно насилство пред и по разводот. Какви се податоците кои што ги имате, ако и се реални? Па во последните години редовно, реков, ги консултираме и спроведуваме посебни специфични анализи за одредени клучни прашања кои се поврзани со економската димензија на насилството. Првото е кои се трошоците кои произлегуваат од семејното насилство и дали жените можат да ги надоместат овие трошоци. Второто е прашањето на дали жените имаат доволно финансиски средства за иницирање и завршување на судските постапки кои се потребни за разрешување на проблемите со кои се соочуваат, од типот на развод, старателство, издршка на децата, но и поделба на имот, надоместна штета. И третото ниво што се случува со досудувањето и наплатата на издршката за децата од аспект кој го носи финансискиот товар по разводот или разделбата за обезбедување на сите разводни потреби на децата. Анализата на трошоци и генерално, кога зборуваме за нивната финансиска состојба, она што треба да го нагласиме е дека клучен проблем кој се јавува е дека жените имаат неповолна финансиска состојба.
од аспект на тоа што дел од жените кои биле невработени пред разводот се вработуваат, меѓутоа генерално за сите важи дека заработуваат недоволно. Нашите податоци покажуваат дека 2/3 од жените заработуваат под 30.000 денари, додека редовните животни трошоци, зборам за оние кои не плаќаат дополнително кирија, значи редовните животни трошоци за нив и за децата и режиските трошоци се околу 25.000 денари. При тоа морам да напоменам дека жените трошат толку колку што имаат, а не колку што им се потребни. Тие што треба да плаќаат кирија на месечно ниво имаат повисоки трошоци од нивната реална заработувачка. Кога зборуваме за трошоци кои се резултат на семејното наследство, мислиме на трошоци од типот на изгубена работа или заработувачка, намалени приходи, здравствени трошоци, трошоци поврзани со местото на живење. Податоците покажуваат дека 80% од жените додека биле во брак или во заедница им било забрането да работат. Од нив половината се покориле на таа забрана, половината работеле иако им било забрането. Некаде околу 40% ја изгубиле работата како резултат на семејното наследство. Дополнително за намалување на нивните приходи представува и тоа што честите отсуства од работа и нивната намалена продуктивност дополнително придонесуваат тие да се соочат со намалување на приходите. Кога зборуваме за здравствените трошоци, добар дел од жените плаќаат за користење на лекови за санирање на повредите од психолошките последици од насилството, но и физичките. Исто така се соочуваат со дополнителни трошоци при користење на здравствените услуги, иако по закон бесплатните здравствени услуги се гарантирани за жените што претрпеле семејно наследство, меѓутоа во пракса се соочуваат со потешкотија да прво да остварат право на задолжително здравствено осигурување. Дел од жените поминуваат одреден период после разводот и разделбата, особено оние што биле невработени, кога не се здравствено осигурени, во овој период самите ги доместуваат тие трошоци. Ова значи дека финансиски тие се неспособни да ги поднесат трошоците судските. Да, податоците во суштина покажуваат и кога ќе ги додадеме и трошоците за промена на место на живење во смисла на еднократни трошоци за прво повеќе од половината се враќаат во домот на своите родители затоа што немаат финансиски можности самостојно да живеат да продолжат со нивните деца. Многу малку, помалку од четвртина од жените имаат сопствен имот и тоа е исто така ограничувачки фактор од аспект на долгорочна економска стабилност и финансиска независност за нив и се враќаат во домот на нивните родители. Над 90% од жените се приморани да се задолжуваат и да позајмуваат пари од роднини, пријатели или да користат банкарски кредити за да можат да ги надоместат овие трошоци со кои се соочуваат. Во исто време се наоѓаат во една ситуација каде што треба судски да ги решат проблемите со кои се соочуваат, реков, развод, старателство, делба на имот и поради ограничените финансиски капацитети во суштина ги водат оние постапки кои ги сметаат за нужни, а тоа се постапката за развод, старателство и издршка за децата или неизбежни, додека помалку ги водат или се откажуваат од постапките кои можат да предонесат за подобрување на нивната економска стабилност на подолг рок, а тоа е поделбата на имот и надомесна штета заради претрпеното семејно наследство. Можат да добијат некаква помош кога се работи за... Она што е помош од страна на државата, значи постоечката финансиска помош е недоволна и не е искористена. Многу мал број на жени во суштина користат финансиска поддршка. Законот за социјална заштита предвидува 15.000 денари помош за итно згрижување и заштита и дополнителни 12.000 денари за жените кои што имаат потреба од медицинска. Зошто малку се користат институциите, некаде недоволно фактори, постојат повеќе фактори. Конкретно ако зборуваме за бидејќи станува збор за еднократна парична помош која што треба да обезбеди државата, ако земеме во предвид дека 50% се враќаат во домот на нивните родители, само 1/3 до 1/4 остануваат во сопствен имот, останатите плаќаат кирија. Реално многу веројатно е дека скоро на сите жени би им била потребна финансиската помош за итна згрижување и заштита, а податоците кои ги имаме во однос на тоа колку повреди претрпеле како резултат на семејно наследство, покажуваат дека на сите скоро ќе им биде потребна и финансиската помош за здравствена заштита. Меѓутоа, поради недоволна информираност и на самите жени што претрпеле семејно наследство, впечатокот е дека и практичарите од центрите за социјална работа не сите се запознаени дека жртвите на семејно наследство имаат право на ваква еднократна парична помош врз основа на нивниот статус на жртва. Она што
Тие го прават за да излезат во пресред користењето на општите критериуми за доделување на еднократна парична помош. Реков, не сите се запознаени, може би ограничените финансиски капацитети на државата. Ние имаме една ситуација каде што диспропорционално многу мал број на жени користат помош, споредбено со бројот на жени на кои што реално име потреба. А што е со на правната помош? Дали може да обезбедат да добијат практично да се покријат сите оние трошоци, да добијат комплетна правна помош, значи со сите тие постапки да се водат Сега на ниво на бесплатна правна помош постои можност за користење на бесплатна правна помош согласно Законот за бесплатна правна помош. Тоа се остварува преку Министерство за правда. Така. За жените што претрпеле семејно насилство е изричито предвидена секундарна правна помош која подразбира адвокатско застапување и надоместување на сите трошоци во постапката, единствено во постапката граѓанска за изрекување на привремени мерки за заштита, кој е механизмот за заштита од насилство. Повторно се соочуваме со истата ситуација, каде што многу мал број на жени го користат ова право. Мораме да напоменеме дека тоа е воглавно затоа што вообичаено оваа постапка ја водат преку центрите за социјална работа како друга законска можност, меѓутоа не се ослободени од плаќање на трошоци во постапките и адвокатско застапување во постапките кои ги водат за решавање на останатите правни проблеми. Таму треба да ги исполнат општите критериуми финансиски имотни кои се ограничувачки за нив. Реков дека дури и жените кои се вработени имаат ниски примања не можат да ефективно да завршат една судска постапка. Судските такси релативно се ниски и можат, она што го имаме како наод, е дека можат да ги надоместат жените, меѓутоа вкупниот финансиски товар на една судска постапка е нешто со кое што не можат самите да го надоместат. Кога викам вкупна финансиска товар, мислам на дополнителните трошоци во текот на судската постапка, како што е авансирањето на трошоци за вештачење, трошоци за ангажирање на адвокат и дури она што малку се запознаени, а представува проблем е задолжувањето со надоместување на вкупните трошоци, делумно или вкупните трошоци во постапката, вклучително и трошоци на надоместување на адвокат на спротивната страна, кое што е отсутно во текот на постапката. Овие трошоци не можат да ги надоместат жените. И таа неизвестност во смисла колку ќе бидат вкупните, тие се запознати горе-доле со висина на судски такси, меѓутоа не со овие дополнителни трошоци, прави да не можат прво воопшто да не ја водат, да се откажат или да не можат да ги планираат финансиските обврски околу судскиот процес, и таа неизвестност допринесува да се откажуваат од делот од самите судски постапки. Реков, другата можност е барање за ослободување од плаќање на трошоци пред судовите, согласно Законот за парнична постапка. Повторно основно е неинформираноста на жените за ваквата законска можност. Дел од нив кои знаат не поднесуваат барање, затоа што сметат дека не ги исполнуваат условите. А оние кои што го оствариле правото од друга страна, тоа е воглавно на ниво да бидат ослободени од плаќање на судски такси, меѓутоа не и од дополнителни трошоци. И сега ние сме имали ситуација каде што една жена, странки кои што сме застапувале, се случува да бидат ослободени од плаќање на трошоци во постапка за развод на брак за судски такси, кои се во висина од, реков, ниски, во висина од 800 денари за иницирање на постапки, 1600 кој е жалбена, меѓутоа 800 е за пресудата, а да биде задолжена да надомести трошоци во висина од 40.000 денари поради тоа што спротивната страна била отсутна, односно бил во странство. Поранешниот брачен другар бил ангажиран адвокат и сега задолжена жената да плати, да ги надомести делумно трошоците за ангажирањето на тој. Го спомнавте финансискиот товар за децата. Претежно го земаат повторно жените. Па за жал, она што се случува по разводот на бракот или разделбата, знаете, вообичаено децата ја следат мајката. Финансискиот товар околу грижата на децата паѓа на самите жени кои однака се наоѓаат во една неповолна финансиска состојба поради овие претходните работи кои што ги дискутиравме. Се јавува еден период од просечно е 250 дена последната анализа од ланската година, од периодот од напуштањето на насилната заедница до досудувањето на издржката. Значи период од 250 дена, тоа е просечниот, значи добар дел од жените се соочуваат и со подолго од тоа. Во тој период жените сами ги надоместуваат трошоците затоа што на ниво на судска пракса издржката вообичаено се досудува од моментот на пресудата. Значи не е ни дури од моментот од поднесување на тужбата за помал дел на жените, меѓутоа во секој случај не е реално од времето кога тие самите ја носат финансиската грижа за децата, односно од самото напуштање на таа насилна заедница. Тоа е првиот проблем.
откако ќе се досудувањето на самата издршка е недоволно споредбено со реалните потреби на децата. Последните бројки кои ги имаме изнесуваат 4.500 денари на месечно ниво. Добар дел од жените примаат или издршката за децата во добар дел од случаите и под овој износ, и тоа не одговара на реалните потреби на децата и страдаат одредени развојни потреби на децата, пред се рекреативните потреби и потребите за дополнителна едукација во смисла на курсеви за англиски јазик, дополнителни часови за математика, набавување на училишен прибор, екскурзиите. Се она што влијае на развојот на децата, во суштина се жртвуваат или се прави некаков компромис. Жените трошат толку колку што имаат, а не реално колку што им е потребно. Она што загрижува е дека оние жени кај што е досудена издршката, иако не е доволна, не ги користат механизмите за барање за зголемување на издршката, поради различни причини. Дел од нив се должат на страф од повторно соочување со сторителите на семејно насилство и да не превземе одредени действија како одмазда за тоа што бараат зголемување на издршката. Во секој случај проблемите се системски и структурни. Дел се должи на тоа што нема нови околности, во смисла ако судот првично досудил ниска издршка, а не се променило нешто значително, во смисла не поминало одреден временски период па да се зголемат поради возраста трошоците на децата, не ги користат овие механизми. А најмногу загрижува тоа што само 1/3 од жените ја добиваат целосно и навремено издршката која што била досудена. 1/3 од нив се соочуваат со нецелосно и ненавремено плаќање и 1/3 од жените воопшто не ја добиваат досудената издршка. Законските механизми за подобрување за присилна наплата се неефективни. Постапката преку извршител или кривичната постапка за неплаќање на издршка е неефективна. Ние во регионот веќе имаме примери од други држави каде што законски е регулирано ова, во смисла дека државата, например, по период ако 2 месеца последователно не е платена издршката, државата има посебен фонд преку кој ја надоместува издршката за децата, а потоа државата е таа која што превзема мерки за присилна наплата кон родител кој што не ги исполнил своите обврски во овој дел. Кај нас, за жал, се уште нема такво решение и тоа е нешто за што застапуваме. Така, што е потребно да се направи? Значи, за да се подобрат овие состојби, за да се подобри ситуацијата, значи за да се подобри економската состојба на жените, најпрво е потребно да се зголеми финансиската поддршка и тоа да стане збор и модалитетот, начинот на кој што е уредена, да имат континуирана финансиска поддршка барем 12 месеци во периодот на транзиција по разводот или разделбата и таа финансиска поддршка да биде наменета за надоместување на животните трошоци за нив и за нивните деца. Понатаму е потребно за решавање на проблемот со издршката да државата да воспостави механизам за надоместување на неплатената издршка за децата, преку, како што реков, надоместување од страна на државата и преземање на мерки за присилна наплата кон сторителите. Дополнително е потребно државата да субвенционира месечни сметки за кирија или да најде друг начин за решавање на проблемот со долгорочното домување за жртвите, во смисла изричито нивно препознавање во категоријата кориснички на социјалните станови, меѓутоа и сите други можни механизми со цел да се обезбеди долгорочно домување за решавање на тој проблем. Посебни програми за економско зајакнување, постоечките мерки, активни политики и мерки не се адаптирани на потребите на жените што претрпеле семејно насилство. Она што е неопходно да се интензивира е соработката и координацијата помеѓу центрите за социјална работа и центрите за вработување, за да се осигура дека процесот на закрепнување на жената од претрпеното насилство оди паралелно со нејзиниот професионален развој. Да се преземат посебни мерки за вклучување на пазарот на труд на жените кои не се економски активни, бидејќи тие се наоѓаат во најнеповолна економска положба. Знаете, активните програми и мерки за вработување се наменети за жените кои се регистрираат како невработени во базата на агенцијата на центрите за вработување. Меѓутоа, жените кои се невработени, особено долгорочно, кои се наоѓаат во најнеповолна финансиска состојба, се надвор од пазарот на труд и тие се исклучени. Потребно е да се промовира социјалното предприемништво, посебни програми за нивно економско зајакнување со цел да тие да бидат вклучени да можат да заработуваат, за да обезбедат соодветни услови за нив. Ги следиме ли ние компаративните практики? Ве спомнавте за воспоставување државен фонд за надоместување практично за неплатена издршка на деца. Имаме такви случаи? Имаме веќе од регионот. Проблемот последно во Црна Гора е решено прашањето на тој начин што по 2 последователни плаќања државата ги надоместува трошоците за издршка, фактички досудената издршка за децата. Прашање на волја на 2 нива, прво да има
политичка волја во смисла да се приоритизира потребата за подобрување на економската состојба на жените што претрпеле семејно наследство и да и се инвестира во усвоените закони, политики и стратегии на ова поле, усвоените мерки за економско заекнување, усвоените мерки за вработување, зголемување на финансиската поддршка, бара инвестирање на буџетски средства. Свесни сме дека како држава имаме ограничени финансиски капацитети, меѓутоа свесни сме исто така дека со едно прогресивно зголемување на буџетирањето од година во година може да се постигнат резултати на ова поле и тоа е суштински што треба да биде превземено. Пропусти има многу, меѓутоа секако дека има и можност за подобрување на економската, меѓутоа и се останато за жртвите на семејно наследство. Стојан Мишам, благодарам за денешното гостување. Ви благодарам и вам за поканата.